Дописите на Катица Јанева од притвор му донесоа кривична пријава на републичкиот јавен обвинител Љубомир Јовески. Поранешната специјална обвинителка од Чутка писмено информираше дека се повлекува од функцијата и дека ги предава предметите на СЈО во надлежност на основното јавно обвинителство. Дописите предизвикаа бура реакции во јавноста, бидејќи не беа заверени ниту од нотар. Сега настанува една апсурдна ситуација, вели Васко Костевски од Сдруженијето на граѓани за почитување на прописите. Тој вели дека Јовески ќе треба да одлучува сам за себе за непостапувањето да ја разреши Јанева од функцијата. Тој по службена должност, согласно законот, обвинителство требаше да ги одземи ингеренциите на госпожицата Јанева и да не може да постапува како специјален јавен обвинител. Тоа не се случи, што така да понатамо произлезе една абсурдна ситуација да таа од притвор наводно испраќа дописи. Сдруженијето и претходно има поднесувано кривични пријави. Една од нив е против 64 пратеници, меѓу кои спикерот Талат Џафери, за неговиот, како што велат оттаму, нелегален избор. Кривична поднесоа и против Катица Јанева и обвинителите од СЈО, поради покренувањето обвиненија во рокот од 18 месеци. Костевски вели, и за двете обвинителството се прогласило за ненадлежно. И таа кривична пријава заврши така што не се надлежни за гонење по службена должност. Кога институциите ги прекршуваат законите и работат противно на тоа, не знам кој треба да гони. Некој од улица да поведува постапки, практично тоа невозможно. Катица Јанева и целиот тим на СЈО пред околу 1 месец заработија кривична пријава и поради солените бонуси кои сами себе си ги делеле во изминатите години.